Поштовани гледачи, ова емисијата визави на програмата на Канал Вис. Во наредниве минути разговараме со првиот човек на општина Конче, Благој Илиев, за и она што е актуелно во ова локална самоуправа, кои се плановите на инфраструктурен план и што може да очекуваат граѓаните на Конче. Илиев, јас ви благодарам што се озвавте на нашата покана да бидете дел од емисијата визави на Канал Вис. Ја одработувате последната година од вашиот мандат. Ако ве прашам, дали сте задоволни и успеавте да го реализирате сето она што го ветувавте на граѓаните на општина Конче пред 4 години, кој ќе биде вашиот одговор? Така, најпрво да ги поздравам гледачите на телевизија ВИС и да ви се заблагодарам за поканата за оваа емисија. Мислам дека во најголем дел, да, но сепак се уште останува некои работи да се завршат во оваа тековна година. Пример сега, особено што пред нас имаме сезона, која што, со пролетта, со летото, градежните работи се интензивираат и во голем дел има работи што треба да се завршат и во текот на оваа година. Но сепак, мислам дека ако ги соберам како 4 годишен период, сум задоволен генерално со реализираното. Можеш ли повеќе? Секогаш може и повеќе, но нели се трудиме да работиме и јас како градоначалник кој што води напред и администрацијата се трудиме да работиме максимално, особено во делот на проектите, но нели некогаш самиот факт дека сме мала општина, сме лимитирани со средства, со мал буџет сме биле досега. Но сепак релативно успеавме секаде да се пронајдеме во владените програми каде што можешме да аплицираме преку министерствата, во ЕУ фондовите и речиси нема повик каде што не сме учествувале, а може да речам сега можеби не 100 на 190% каде што сме аплицирале, сега сме добивале проекти. Конче се смета за една мала општина во југоисточниот регион, но впрочем и во нашава земја, најмал буџет, најмали приливи на финансиски средства во буџетот. Сметате ли дека со минималните пари кои што ги имате, градоначалниче Илиев, дека го подигнавте степенот на квалитетот на живот во оваа локална самоуправа? Само со тие средства не, но со тие средства искористени рационално за оперативно работење на општината и со тие средства делумно искористени за учество, нели секаде каде што се аплицира за проекти има учество, кога ги искористиме за учество во проекти, мислам дека успеавме преку реализацијата на проектите да го подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Но само со тие средства не, но тие средства искористени рационално, за оперативно работење и искористени за проекти, пак ќе повторам, како учество, дадоа свој контрибут кон совкупното живење на граѓаните во општината. Колку што успеав да разберам, началник, вие претежно се фокусирате на црпење на средства од други фондови за да ги реализирате проектите во општина, бидејќи и немате многу како. Да, така и ние всушност со тие средства ништо не можеме да направиме. Ние од сопствени извори на финансирање може да направиме една улица во годината и да биде само тоа. Значи, од сопствени, во сите измените од сопствени извори на финансирање има некои 2 милиони 400.000 денари, тоа се 40.000 евра, некоја простична уличка да направиш. Но пак ја речам, со преку проектни, преку се успеа да се постигне многу. Може и владата не овозможи во сите владени програми средствата каде што можат општините да аплицираат се зголемени во изминатите неколку години, може би дупло некаде. И ги искористивме повиците од европската делегација, од ЕУ фондовите. Едно се знам дека се потрудивме, секогаш кога имам повик, да бидеме спремни, односно имаме готова техничка документација, готов проект. Можеби не е благодарно и да зборувам во однос на другите општини, но знам дека ние секогаш од 80 општини колку сме во Македонија, секогаш во првите 10 успеваме на време да доставиме одобрение за градба, пропратни документи
и можеби таа работа, тоа концентрирање ги даде резултатите. Ако не аплицираш, нема да добиеш. Да, со апликацијата се потребни и проекти, готови проекти. Да, готово е. Да, тоа бара, значи, ангажман пред се и кај мен. Прво како градоначалник да можеш да препознаеш каде има средства. Второ, треба кога ќе знаеш дека некаде има средства, треба да знаеш кои се барањата на граѓаните на општината, па да можеш соодветно да се пронајдеш во тие програми, каде што се тие средства. Значи, не секаде можеш да аплицираш со се. Значи, некаде можеш да аплицираш за економска подобрување на стандард на граѓаните, некаде можеш да аплицираш со водовод, со канализација, некаде со други, во зависност од програмата каде што е. Значи, треба умешно да се балансира, нели, да се пронајде вистинскиот пат, за да се стигне до тие средства. Ама пред се бара работа и, така речем, многу работа, да залагање до последен момент, се додека не дојде до финализација, не бидат одобрени. И, така речем, администрацијата мораш да ја насочуваш да работи кон тоа. Ако не го бараш, нормално, тие сами нема да... Ја подобривте ли и патната инфраструктура во општина Конче, но и што планирате оваа година? Вака, ако кога зборуваме кај улиците, ова година не останува уште кога пред се раководам од тој концепт, кога ќе влеземе во едно населено место, ги гледаме сите, нели, не одиме една уличка во ова село, друга улица во друго населено место, туку влегуваме и гледаме кои улици претежно граѓаните ги бараат за асфалтирање. И гледаме право да речеме 3-5 улици да асфалтираме. Сега, пример, наред ова година пред се приоритет ќе дадеме на Долни Липовиќ и Габровци, бидејќи во другите населени места веќе имаме асфалтирано во изминатите години. Значи, по тој концепт влегуваме, не одеме парцијално, туку влегуваме кога ќе влезе да се работи во тоа населено место, да се завршат, да се погледна дека, да се осети дека се работи на тоа поле, не некаде една улица само и тоа е. Со тоа добиваме и понески цени при набавките, нели, овозможува самиот изјадувач да биде полесно да заврши, побрзо, пооперативно. Така, како што рековте, ова година не сме сочени асфалтирање во Долни Липовиќ, во Габровци и евентуално ако останат некои средства, можеби во другите населени места неколичи каде што има приоритети. Генерално, значи, асфалтиравме 3 до 5 улици во секое населено место. Кога ќе ги завршиме овие, значи ќе имаме 3 до 5 асфалтирани улици и речи се веќе секоја поголема улица е асфалтирана. Останува уште дел некои сокаци помали улички да се асфалтираат во населените места. Во изминатиот период некои 10, што преку наши средства, што преку програмите, па ќе речем на владата, некои 15 улици имаме асфалтирано, уште 5, можеби ова, се вкупно околу 20 на улици, можеби повеќе. Успеавме преку Југоисточниот плански регион исто така да со средства од Бирото за регионален развој, улица на Мантово да отвориме, каде што има многу тежок терен да се пробие улица. И пред се, нели, гледам, првично дадовме приоритет, кога, па и тоа ќе кажам, кога сакаме да асфалтираме во некоја село, гледаме да бидат и главните улици пошироки, поголеми, кои што излегуваат, да речеме, јас ги нарекувам артериски улици кои што се на селото, кои излегуваат кон некој, нели, полски пат што оде, значи кои што секојдневно граѓаните го користат. Колку што разбрав, овие улици кои што ги асфалтирате досега се набавени на граѓаните. Да. Така. Но пример некогаш не се раководиме само од тоа, да речеме, еве сега едно-две семејства барат некоја мала уличка, туку гледаме пред се да направиме поголеми улици кои што се поглавни кои што ги користат сите граѓани. Пример секојдневно што би поминали, кои што се излегуваат или влегуваат во селото. Во изминатиот период, со оглед дека сте аграрна општина, постојано пристапивте и на санирање на полските патишта. Да, со полските патишта секоја година имаме средства и константно ги зголемуваме тие средства. Значи,
Бидејќи ние територијално имаме голема територија, имаме доста полски патишта. Како што рековте, земјоделието е приоритетна занимање и дејност на граѓаните и кога ќе дојде овој период, април, мај и јуни, се трудиме, секогаш влегуваме дали со да се порамне полскиот пат, каде што има потреба се тампонира, нешто со наши средства, нешто со владени средства. Значи, не оставаме да имаме лоши, може да речем, може да се пофалам дека сме можеби општина која што најмногу води сметка на тоа. За полските патишта? Да. Годинава се планирани средства за таа? Да, околу 2 милиона денари само од нашиот буџет. Значи набавивме тампони, исто така имаме ангажирано работни машини, значи за порамнување, за тампонирање. Буквално треба да има пристап пат, јас го викам тоа пат до секоја нива. Ако во селото треба да има да нема кал и да има светло, до нивата треба да има добар пристапен пат. Во делот на патната инфраструктура добивте средства од Светска банка, за што ќе бидат потрошени преку Министерството за транспорт и врски, а мислам дека и преку Светска банка го подобривте и уличното осветлување. Паралелно тука морам да спомнам дека се планира и реализација на патот Лубница-Скоруш во 1,6 километри. Вероначалниче, кои се оние проекти преку Светска банка се планираат во делот на патната инфраструктура? Може да речам, сега и другите општини гледам преку Светска банка со јавно-приватно партнерство, реализира за ново улично лето осветлување. Ние го реализиравме уште ланската година, значи преку проект преку Министерството за финансии и Светска банка во МСИ во проектната единица, значи реализиравме проект каде што ги заменивме сите улични светла со ново лето осветлување, кое што е поекономично, поефикасно, значи дава подобра светлина, а со помали трошоци. Значи ем заштева, ем подобра, повеќе светлина. Значи тој проект беше околу 5 милиони денари. Претходно кај нас одржувањето беше на ЈЕПО Лакавица, но сега со реализацијата 2 или 3 години има изведувач од гаранција. И исто така проект со кој што се гордеам, бидејќи знаете како во руралните средини прво треба да имаш пат, уличка и да имаш и светло. И верувајте тоа, знам дека граѓаните беа многу задоволни со тој проект. И е проект со кој што се гордееме сите и знатно ја подобривме услугата во тој дел. Повторно ќе речам, со пари обезбедени преку Светска банка. А преку Светска банка имате и патишта? Да, преку проектот што е за локални патишта, преку транспорт и врски од Светска банка, значи во фаза 1 влеговме, ќе се гради, веќе отпочнува со градба, треба да се воведе изведувачот во градба, реконструкција на пат, реконструкција и рехабилитација на пат со изградба на мост меѓу Горни и Долни Липовиќ во должина 3,5 километри, многу значаен проект каде што граѓаните од Горни Липовиќ ќе можат да патуваат побезбедно, бидејќи тој пат е во лоша состојба и има неколку фази кои што се многу критични. И средствата кои што се обезбедени со реализација на овој проект значи граѓаните ќе повторам, ќе имаат побезбеден комуникација, подобар пристап, значи кога имаше порању дождови не можеа да поминат преку реката, па се чекаше, па ако имаше однесено делови, тогаш се реагираше, па имаше потреба од интервенција на машина и така натаму. Сега со тоа го решаваме тој проблем. Пак ќе речам, повторно сме успеавме сите процедури да ги поминеме, повторно сме меѓу првите 10 општини каде што ќе отпочне. И во фаза 2 влегуваме со изградба на премин мост преку Дединска река, односно на патот од раскрсницата на Лакавица кон село Габревци. Исто суштински проблем, премин преку река, кој што е носил небезбеден, прави проблеми, особено за луѓето кои што прв пат доаѓаат и не знаат дека местото е лошо и најчесто се случува и несакани последици.
Како стоите на полетот на водоводот и канализацијата? Станува збор за проекти кои што се замашни во делот на средствата, но вие со вашиот буџет успевате ли да одговорите на потребите на граѓаните на Конче? Фака, во изминатиот период, неколку години направивме две бушетини, една во Конче, две нови бушетини, два бунари за вода. Во едната беа со општинската, во другите беа донација од рудникот Бучим. Исто така, значи, водата е нормално, е битна. Кога ќе дојде покрај што се користи за пиење, кога ќе дојде особено мај, јуни, луѓето знаат да ја користат и за како техничка вода, за бавчета и така натаму. Имаме поголема поборучки, посебно во тој период јуни, јули, бидејќи се користи за земјоделски, имаме потреба од поголем капацитет на вода. И секако водиме грижа, но не дозволуваме да останеме без вода, дали значи преку бушетини, дали преку зафаќање на нови извори во општината, во општина Конче, значи гледаме да јавното комунално претпријатие ЕПА Лакавица е редовно ангажирано за таа работа. Во моментот ќе се градат, значи, реконструкција на цевковод во Ракитец, во село Ракитец и во село Габревци. Во Габревци имаме нова бушетина, цевковод, кој што треба да обезбеди, како што реков, дополнителна количина на вода, бидејќи таму се случува во јуни и јули да немаме вода и сакаме тој период за да се санира, бидејќи нема, местото е специфично, мораме со бушетина, нема планина да речеме да се затворат извори, мора да се решава тој проблем со бушетина. Се надеваме дека во наредниот период тоа ќе биде, во овој летен период ќе биде завршено за неколку месеци. Исто за во Ракитец ќе се во теке, значи ќе се аплицира преку Бирото за регионален развој. За канализацијата добивте средства преку ТАФ. Кога лично очекувате да се отпочне со реализација на тој канализационен крак или проширување на канализацијата во Конче и поврзувањето со Лубница? Значи таму имаме одобрено околу 350.000 евра за проект во Конче, кој што треба да обезбеди неколку краци, каде што нема канализација воопшто, односно изdoаѓаат, знаете, со годините селото се шири и имаме куќи, стамбени објекти кои што не се опфатени. Значи имаме неколку краци и дополнително, значи имаме околу 3,5-4 км главен крак кој што се спушта, треба да овозможни перспективно во наредните 50 години, колку и да се шири Конче заедно со Лубница, да може да има секогаш луѓето да имат можност да се приклучат на канализација. Значи тоа е еден, како да кажем, суштинско решавање на проблемот, бидејќи во Конче имаше многу проблеми со канализацијата, која што е направена, бидејќи е градена малски, парцијално, малку по малку и често има и проблеми, и е нефункционална. Близко и завршува близо до селото, во непосредна близина и сето тоа е непријатна слика. Ќе се потрудиме да одведеме надвор од селото, под селото и да може перспективно селото како што се сири да има канализација. Со овој крак отварате можности за градење на канализационна мрежа во Лубница? Да, во Лубница имаме, но ќе ги споиме фактички во едно место, така да перспективно кога ќе имаме можност и средства да може да се гради прочистителна станица на едно место. Разговарате со ТАФ, докаде е постапката? Може ли оваа година да отпочнат градежните работи на терен? Да, во колку што сум запознаен, во ТАФ веќе си имаат изберено нивна фирма, во моментот се бираат фирми, се даваат понуди, од кај нас треба само да биде доставено одобрението за градба, инфраструктурниот проект е веќе готов, бидејќи се гради надвор од урбанистички, излегува линијата надвор од урбанистички план. Така да се очекувам, значи, ето, ќе речем август, септември да отпочне почнеме со градба. Го спомнавте јавното претпријатие Лакавица, како стоите со издавките? Не заборавам, значи, еве, добра вест, пред неколку дена беа објавени резултатите, имавме аплицирано во Министерството за животна средина, добивме крак во дел од канализација во крак во село Дедино.
Исто така сега во моментот ќе аплицираме обето за регионален развој за крак делот канализација во село Долни Липовик. Исто и таму го имаме проблемот каде што главниот крак од канализацијата е однесен од реката и завршува во непосредна близина на селото. Сакаме да дојдеме надвор од селото. Во изминатиот период исто така имавме одобрено ланската година средства за канализација повторно преку Министерството за животна средина во село Дедино, 950 метра се направи и другото се што треба се санира преку јавното комунално претпријатие ЈП Лакавица. Успеавте ли да ги зголемите капацитетите на јавното предпријатие Лакавица? Доста инвестиравте во ова јавно предпријатие, во подигнување на ресурсите, на капацитетите. Мислам дека доби и возила за превоз на ученици од ваша страна, излобиравте, набавивте во делот на осветлувањето, во делот на чистотата во општина Конче. Кој е капацитетот на Лакавица? Околу отпадот, значи воведовме организиран систем на собирање на комуналниот отпад. Претходно кај нас отпадот не се собираше или одредена домаќинства, само околу 50 на домаќинства се собираше отпадот. И сега имаме, значи, со помош преку проект на UNDP, аплициравме, набавивме возило, набавивме канти, на секое домаќинство се даде канта, значи, бесплатно секако, и со поддршка на Советот, со поддршка на ЈП Лакавица, оперативно го воспоставивме тој систем, барем да го собираме на депонија во Конче, за примерно собирање. Сега кога ќе биде државата кога ќе реши, или на регионално кога ќе се реши проблемот, ќе се транспортира, ќе се превземе од кај нас, ќе се носи во регионална депонија, но барем сега не се фрла, бидејќи претходно се фрлаше во секое село, нели, го знаете, секаде има убавени, се фрлаше кој каде стигне и непосредната околина на сите села беа загадени. И таа слика не сакав да ја гледам повеќе и затоа на тај дел посебно гледам и сега веќе тоа го забележувам дека се намалува, не се отварат веќе нови депонии, постепено со план си ги санираме старите депонии, преку ги чистиме како возможува времето, нели, условите. Но немаме веќе, не се фрла ѓубре кој каде стигне. Сите населени места се опазвани? Сите, до последното семејство, до последната куќа. За ЈП Лакавица исто така набавивме нова опрема, беам премногу слаби со средства кога почнав со моето работење кога дојдов. Значи, беа едноставно истоштени како предпријатие и се потрудив оперативно да преку програма на општината да ги вклучам во општинското работење дополнително, со тоа и да остварат приход и да и обезбедам, значи, секоја донација, дури некогаш сум имал и замерка, у позитивна смисла, некогаш викат на администрацијата во работените кај мене е градоначалниче, аман од се комуналното, бидејќи комуналното ми е оперативно на терен, знам што значи оперативна работа и се трудам да имаат секогаш опрема. Дали значи се работи за поголема донација, дали за помала, сме имали од Бучи, сме имале значи од преку владат сме добиле возил меѓународни фондови, секогаш сме ги искористиле. Сум гледал да имаат што повеќе опрема за да можат оперативно да работат. Да, сакам да кажам, нели да земем вика нешто некој компјутер кај нас не вика, не може прво да опрема за комуналното, за нас има време. Со оглед дека сте далеку од Радовиш, како локална самоуправа, успеавте ли да дисперзирате одредени услуги во Конче, имајќи во предвид дека граѓаните треба да патуваат до Радовиш и да губат време? Како стоите на тоа поле? Значи, кај нас, можам да кажам, се отвори канцеларија, подрачна канцеларија на Министерството, на Центарот за социјални работи. Да искажам благодарност на Министерството за социјала за таа канцеларија, бидејќи сега претходно граѓаните бидејќи во Радовиш оддалечени и секое многу често има луѓе граѓани кои што доаѓа, нели, да прашаат и да бараат од општината. Сега во општинскиот објект имаме канцеларија на Центар за социјални работи,
ги упатуваме таму во координација, што треба помагаме нормално, но ги упатуваме луѓето таму, односно имат своето право, своите права, нели, ги остваруваат овде непосредно. И тоа нели ни овозможи дополнително, како да кажам, во нашето општинско работење, олеснување во работењето во таа проблематика. Исто така имаме преку проект на UNDP ангажирано околу 9 лица, кои што секојдневно посетуваат болни, изнемоштени лица, помагаат за било каков проблем и секогаш добиваме информација што треба да се помогне, како односно да кажам во пократки црти, немаме заборавени граѓани или заборавени луѓе кои што некаде седат, не знаат што да направат, не знаат каде да се обратат, секогаш имаме барем ако имаат нешто, не мора да дојдат во општината, може да го кажат на некој, да се искажат проблемот накатата, доколку треба да се нешто превземе, секогаш можеме тоа превентивно да го преземеме. А ќе лобирате за дисперзирање или отварање на канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со оглед дека Конче е аграрна општина? Да, имам поднесено барање уште пред неколку години, но знаете, сите овие турбуленции што се случува во минатиот период, сега повторно ќе го истекнам. Тоа е наредна потреба и наредна канцеларија која што треба, значи ние од суштинско значење да се отвори во општина Конче. Значи канцеларија, подрачна канцеларија на Министерството или историја единица на подрачното градовиш да имаме историја единица во Конче, за да можат граѓаните, нели, во Конче или во другите населени места своите барања, своите права да ги остваруваат овде, да си поднесуваат за субвенции и сите други, нели, работи. Да си ги остварат своите права и едноставно. Ние сме нели нормално земјоделска општина, населено се массовно земјоделство, да не патуваат во Радовиш, да не губат ден, а знаеме што значи пропуштен ден во секојдневното работење со земјоделие. Отворивте детска градинка во Конче. Задоволни ли сте, исполнет ли е капацитетот во делот на детската заштита? Да, мило што спомнавте детската градинка, тоа е посебно нешто што се гордеам, што успеа со, пак ќе речем, со ангажман, со залагање, преку Министерството за труд и социјала да отвориме таа градинка. Тоа е една нова институција, како што имаме школа, сега имаме и градинка. Успеавме во краток период, значи со година-две да се истрчкаат сите процедури, сите дозволи да се добијат, да се вработат луѓе и бидејќи претходно кај нас на тоа поле општината не е можела да понуди услуга. Нели, времењата се сменија, можеби пред 20-30 години не е имало потреба, нели, знаете како се мените вредности, но денес таа, верувајте, иако сте нели населени места, села мали, сепак нели веќе сите одат на работа или се занимаваат со земјоделие, секој сака да го прати детето на градинка за да може да се, нели, и знаете како да се децата се социализираат и се гордеам со тоа што може да понудиме таква услуга кон граѓаните. Значи имаме едно ниво повисоко на унапредување на општинските услуги. Нешто што претходно не е имало. Значи негде околу 100.000 евра беа обезбедени. Со најсовремени стандарди градинка се направи, значи деца сега беа запишени околу 20 на деца и нешто. Сега, знаете, па се погоди периодот на отварање на градинката со пандемијата. Почнаа децата, па се намали бројот, сега пак се зголеми, зависни варира, но со интензирање сега, да речеме, на земјоделските активности, кога луѓето имаат повеќе работи, се надевам ова пандемија, ова корона конечно да заврши, за да може или да се чувствуваат покомотно луѓето да ги пуштаат децата на градинка. Има ли доволно капацитет таа градинка за да ги обслужува не само жителите на Конче, туку и на Лубница, на Лубница, да. И со сите оние кои што работат. На Лубница, да, а во другите населени места поради оддалеченоста, таа градинка има капацитет до 40. Значи сега во моментот имаше негде запишени 20-25 деца, но со нели тенденција да расте бројот, нели пошто почна да работи во услови на пандемија. Поради оддалеченоста на населените места, не сите можат нели да ги донесат децата од другите населени места во градинка и
најверојатно во наредниот период ќе гледаме да се потрудиме да отвориме во Долни Липовик, во Ракитец и во Дедино центри за ран детски развој, односно да се згрижуваат деца од 3 до 6 години, па во склоп на детската градинка. Во каква кондиција е образовниот систем, односно училишните објекти во општина Конче, имајќи во предвид дека и во тој сегмент е најавено изградба на нова училишна зграда преку ТИКА. Вака, значи во делот на образованието, еве сега преку ТИКА се направи проект и треба да отпочне со градба, значи изградба на училиште од прво до пето одделение. Тоа е прекрасен проект, се надевам дека ќе биде реализиран во наредниот период. Со тоа каде што ќе се возможи најсовремени услови да може со кабинетски предавања, со простори, со сите услови и децата од прво до пето да бидат издвоени од прво до пето одделение да бидат издвоени со повозрастните и помали деца да бидат одвоени во две различни згради, бидејќи сега се во една зграда училишна, во централното основно училиште Гоце Делчев. Исто така, во тој дел во училишта сега градиме во моментот ново училиште во село Дедино. Преку Министерството за образование ни се одобри средства за реконструкција на училиште во село Горни Липовик, кој што треба да отпочне со градба во наредниот период. Еви таму ќе речем од 80 општини сме во првите општини каде што сме доставили документација и благодарение на тоа сме успеале да добиеме средства. Исто така се направи, претходно немавме игралишта, имавме школи, немавме игралишта во селото, значи училишни игралишта се направи ново во Конче, ново во Габровци, ново игралиште во училишно игралиште во село Ракитец, 3 игралишта за 3 години. Но имате и спортска сала? Да, еве и тој проект спортската сала е нешто што се чекало не 30, можеби и 50 години во општина Конче. Е било сон на многу млади луѓе кога на времето и спортувале и учеле во Конче, не сме имале спортска сала. Сега преку Министерството за образование и со средства од Светска банка, преку владата, значи се реализираше овој проект изградба на спортска сала, кој што е еден проект со кој што ќе се гордиме исто покрај градинката и ова спортска сала треба да го одбележи мандатот веќе можеби не е благодарно, каде што сум јас раководил со општината. Прекрасен објект, прекрасно... Се користи? Да, сега се... И од учениците и од употребната дозвола, мислиме, дадена веќе на употреба на училиштето и таа ќе се користи и од учениците, но и од сите спортисти и ентузијасти кои што сакаат рекреативци да спортуваат во неа. На самиот старт рековте дека лобирате кај владини програми, кај донатори, доста средства се инвестира од европски фондови, од програми за прекогранична соработка во општина Конче, влашките колиби, нешто во Дедино, ќе може да ни објасните градоначалник? Во изминатиот период, значи неколку години, добивме значи средства во околу 300-350.000 евра за реконструкција на патот од село Габровци до езеро Мантово, должина околу 6,5 км. Тоа го реализиравме преку проектот за локална и регионална конкурентност и компетитивност во туризмот, односно подобрување на туристичка понуда. И таму се реализираше, како што реков, изградба на овој пат и реконструкција, поставување на урбана опрема, осветлување на локалитетот Влашки колиби, трасирање и обележување на пешачки патеки до Чуката, до езерото. Имаше некои други, исто се направи промотивно видео за општина Конче, бидејќи проектот беше во област на туризмот. Благодарност до европска делегација за таа и до проектното одделение за укажаната можност и соработка, бидејќи тие за нас беа
навистина големи средства во тие моменти и денеска, и доколку не беше тоа тој пат и тоа сето немаше да биде направено. Исто така добивме грант прекогранична соработка со Република Бугарија, европски преку ИПА фондовите. Значи се работи за регулација на коритото во село Дедино, на Дединска река. Проектот е кај нас во инвестиција вкупно околу 170.000 евра. И таму исто ќе истакнам, овој проект беше оценет и рангиран, мислам дека беше со најмногу бодови по значеност, бидејќи имало и жртви во поплавите 2008 е бил значаен за нас. Сега еве во наредниот период мислам дека се објавени резултатите, исто имаме проект добиено и во повикот за прекогранична соработка во Република Бугарија, со Република Грција, и таму ќе речиси каде што има секогаш успеваме да добиеме проекти. Како што спомнав и претходно, имавме грант преку UNDP за набавка на возила опрема за пиканти за комуналното предпријатие. Да не ја заобиколиме и ТИКА. Да не ја заобиколиме и ТИКА, која што редовно е присутна во нашата општина и успева да дали преку проекти за луѓето, за земјоделците да донира, исто така и за... ТИКА донираше Бекатон. Кога планирате тоа да го имплементирате? Не само ТИКА, тоа беше преку во соработка со општини од Република Турција, со општините Булјок, Карашеријан, каде што се донираше Бекатон за изградба на паркинг пред манастирот Свети Стефан и едно плоштадче во Конче. Се знае проектот со Грција или се уште сте... Мислам дека се излезени резултати. Што конкретно овој проект е? Проектот е во областа на етнотуризмот, туризам, односно бидејќи ние имаме покрај убавата природа, значи имаме локални традиции, обичајности, се уште имаме каде што тоа е зачувано, еве гранчарството уште постои, убавата носија уште постои, значи посебно во овој дел мислам дека треба да работиме и да го истакнеме како предимство. Почна да функционира Боровдол, што ќе значи за вас функционирањето на овој рудник, но и нели постои опасност од загадување на животната средина? Да, прво да кажам, рудник не е аптека. Нормално. Но Боровдол за општина Конче значи прво инфраструктурен развој. Како што зборувавме претходно, во општина Конче не е имала средства да реализира поголеми инфраструктурни проекти. Со ова, значи, општината ќе има финансиски ќе биде стабилизирана, и парите ќе бидат и треба да бидат насочени кон инфраструктурни проекти. Односно да не бидат потрошени за џабе. Значи, тие не се мали средства за општина Конче и се значајни и треба да донесат развој на општина Конче и да ствараат значи со тие средства да се овозможи дополнителен развој, дали на секојдневното работење на луѓето, дали патишта, улици, подобар пристап, развој да се овозможи развој на земјоделието, значи и да се изградат можеби некоја зона инфраструктура за нови односно да се изгради инфраструктура за нови инвестиции да се случат во општина Конче. И секако, како што реков, рудникот не е аптека, но се надевам дека со сите контроли и механизми кои што ги има и државата и општината, па и самиот концесионер дека ќе биде општествено одговорна фирма, ќе се труди да ги исполни сите еколошки стандарди. Последна година од вашиот мандат, премиерот Зоран Заев ве спомна како еден од можните кандидати да ја добие довербата на владеачката партија за нов мандат. Илиев ќе трча за втор мандат?
тежнеам кон тоа и работиме кон тоа, но сепак нели одлуката ќе биде дефинитивно или крајната одлука ќе се донесе кога ќе дојде периодот за тоа. Сега да тежнееме кон тоа, но сепак нели оставаме, има уште прилично време до тогаш до крајната одлука да биде донесена, да. Сепак ќе биде донесена кога ќе дојде периодот за тоа. До тогаш должен сум до последниот ден да работам, кога ќе дојде периодот, тогаш ќе биде донесена крајната одлука. Зошто, градоначалниче? Зошто да одите по втор мандат? Дали сметате дека се уште има работи кои што не сте ги реализирале? Па, мислам дека се уште има што да се направи за општина Конче, да се подобри. Значи, не секогаш во 4 години има работи кои што треба да се реализираат и на среден и долг рок. Значи, релативно 4 години овозможува да се сработат некои работи, но за некои работи и да бидат комплетирани и оно имаме доста работи отпочнато, некојаш се бара, нели, како што реков, среден рок да бидат завршени. Па, ќе видиме како ќе биде. Градоначалниче Илиев, јас ви благодарам на ова интервју во рамките на емисијата Визави на програмата на Канал Виса. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Во изминативе минути гостин во емисијата Визави првиот човек на Конче, Благо Илиев. Благодарност уште еднаш.